Па во кикбоксот, за да бидеш најдобар, нели не е само што победуваш, имаш и мачни борби, што значи може да се каже еден од најтепаните македонци. 3 злата на светско првенство, кај нас светските првенства се еднаш на 2 години, што значи 6 години држев титула прво место во светот и минатата година освоив европско првенство, златен медал на европско првенство. Тренирам од 13-14 годишна возраст и токму овој спорт јас сум од Неготино и во Неготино немаш многу избор, имаш 2-3 спорта ги пробав сите, останав на кикбокс. Најинтересно чувство, уникатно и сите што тренираат морат да пробат барем една борба да имаат за да го осетат тоа чувство. Пробувам максимално да се вложам во тренинзите, значи сите тренинзи ми се различни, во текот на денот немам два исти тренинга и пробувам нови работи, в смисле иновативни, гледам, истражувам на интернет, пробувам да видам нели дали тоа воопшто функционира за да се напредне. Една мора да е скрашени заби, пукнат нос, скината аркада, изместен зглоб, изместен палец, набиени ребра. Практикувам да се фокусирам на движењето, бидејќи мислам дека движењето најмногу помага за да победиш една борба. Нели сите знаеме да се бориме, влези и тепај се, многу едноставно, но за да победиш е малце по-комплицирано. Па на сите ни е најтешко тоа, нели тоа што си имал тешка борба не е некој проблем е психичкиот момент каде што си разочаран. Мислам дека најдобро е да не се откажеш од тренинг. За мене колку и да ми е тешко се враќам на тренинг, се пријавувам на турнири на кои што не сакам воопшто ни да одам, само за да пробам да се вратам назад во ритм. Тоа што го имаат синоним за кикбоксот е сосем спротивно, бидејќи кај нас има многу почит на тренинг, многу почит кон тренерот, младите фаќаат некој ред, сета вишок енергија ја изфрлаат на тренинг наместо на грешки места. Сметам дека треба многу повеќе да се даде значење на боречките спортови, не само кикбоксот и останатите боречки спортови. Зависно од повреда, некогаш нели 2-3 недели, некогаш и 3-4 месеци, зависно каква ти е повреда. Јас лично сум задоволен, но тоа е благодарение на многу мои пријатели поддржувачи дел од мојот тим, што се многу, бидејќи кога си на домашен терен и да добиеш и тежок удар, можеш да го издржиш тој тежок удар, буквално ја осеќаш нивната енергија и нивната поддршка. Доколку си на гости, нели сосем спротивното. За мене лично кардиовежби се многу подобри, бидејќи можеш да го постигнеш истиот ефект, а нема да имаш повреди. Планинарење, бидејќи преку глава ми е трчање. Црно.